Благодарам, господине Джафери. Почитувана Шахпаска, ако беа честни намерите, уште при првото носење 2017 година за Законот за стечеци од ваша страна, вие ќе ги опфатевте сите стечеци. Ова е решавање на проблемите во етапи и едно вака предизборно милје, исто како што ќе биде наредното зголемување на плати, па на пензии, така натаму и така натаму. Но тоа е ваш проблем, прочитани сте од граѓаните и инаку ние како пратеничка група ќе дадеме подршка на ваквото законско решение. Велите дека остануваат уште мал број стечени работници. Зошто да не го решиме сега проблемот и на тој мал број стечени работници? Или треба да помине уште еден месец, да се доближат уште малце изборите на некои 3-4 месеци, па тогаш и на тие луѓе, како со лаживче, да ја даваме некоја си помош. Ако не го решивте проблемот тогаш кога првиот пат го носевте овој закон 2017 година, а ние како опозиција ви сугериравме, тогаш ајде из овие мал број на стечени работници за кои што планирате во догледно време да го решите проблемот, сега заеднички да го решиме проблемот. Околу стечајците имате вие сериозна одговорност, јас тоа го знам, и како партија, и како политичка опција, тоа се луѓе кои што, за жал, вие ги во најголем дел создадовте и имате специјална одговорност или посебна одговорност кон оваа категорија луѓе. И уште еднаш да заклучам, ако мислите на вистина ваквите мерки да ги користите, а гледам дека ги користите и на очиглед на целокупната македонска јавност во политички, манипулативни и предизборни цели, тогаш дајте сега за 15 на дена сите овие закони кои што ги предвидувате и кои што условно кажано или во наводници ќе подобрите материјалната положба на оваа категорија граѓани, да ги донесеме заеднички и да не ги користиме овие популистички мерки во одредени предизборни активности. Нема потреба граѓаните на Република Македонија и понатаму да ги користите за сериозни, манипулативни, политички и предизборни цели. Ова ви го зборувам наискрено, без никаква политичка позадина, без никакво политиканство, едноставно. Тоа што го ветивте на граѓаните, не да го остварувате во третата година, туку требаше да го остварите во првата година од вашето владење. Овие стечеци и оние на кои што не го решавате проблемот со ова законско решение, вие го ветивте 3 години изгубија од нивните животи. И тие и нивните семејства, а имавте ветено дека нивниот статус ќе го решите. Така да ве молам, уште еднаш, ако има, а според вашите тврдења велите дека има уште стечеци на кои што треба да го решиме статусот, да го решиме сега со ова законско решение, да не чекаме уште месец, два да се доближат изборите. Ви благодарам.